Па не започнав со кошарка. Филип Миркуловски, Марко Миркуловски, иначе наш фамилиарен пријател, они коментираа дека тука се најдобрите услови во Европа и Ачи едноставно имаше подобар карактер и цврсто беше решен во тие години да успее да стане тоа. Своите поддржувачи, тоа е Јован од ресторант Цурт Раубе, Најперк, место каде што ќе најдете највкусната храна и најдобрата услуга, и Александар Јосифов, дечко кој се занимава со посредување за возачки дозволи за градежни машини, телескоп машина, мобилна платформа, кран и вилушкар. Исто така, сите вие кои сакате на некој начин да не поддржите, купете ги нашите производи и така го поддржувате нашиот проект кој се надевам дека ви се допаѓа. На моје огромно задоволство, денес покрај мене го имам едно од најзвучните македонски ракометарски имиња, Филип Лазаров, човек кој има оставено траки во македонската ракометна репрезентација. Филип, сакам да ти се заблагодарам за одвоеното време. Многу ми е жал што го изгубивте надпреварот, го следев целосно, игравте добро, али спортот е тоа, самиот знаеш. Кажи ми како се чувствуваш и како посте пораза. Добро, благодарам на вас што дојдовте, минавте толку голем пат за да се видиме, да снимиме нешто. Поразот како пораз. И сами кажавте, се боревме, бевме блиску цел надпревар, но на крај не успеавме. Спортот има порази и победи, не ни прв, нема да биде ни последен, имаме големо искуство. Меѓутоа, пропуштивме шанса, игравме на домашен терен, можевме малце подобро и да изведеме и победа, но тоа е што идеме понатак. Имаме уште 3 надпревари, се надевам дека ќе биде победа. Македонската јавност добро те познава, но за да го задржам својот концепт, би сакала да вратам малку назад од твоето детство и она што ми е интересно е што ти си започнал да спортуваш со кошарка. Зошто беше тоа така? Па не започнав со кошарка, ја дојам од ракометна фамилија, нели знае, мојот татко исто беше ракометар во свое време, една од најдобрите во Македонија, и од него ние наследивме љубовта кон ракомет. Исто така мојот брат знаеме Кире Лазаров кој што е и ние сме 5 години разлика, така што јас раснев со неговите успеси на почетокот и тој беше и доли се уште ние. И се радувавме на неговите успеси. Ракометна фамилија, ние бевме фул во ракомет, меѓутоа исто така имав љубов и кон кошарката, бидејќи живеевме блиску тука до игралиштето, каде што се играше кошарка, бев цел ден таму, исто така во училишни спортови, додека бев во основна школа, тренирав кошарка, едно време и паралелно, играв ракомет, а тренирав кошарка во Скопје и така имав талент, доста голем талент. Отидов една сезона играв младинска лига во Овче поле во Свети Николе, ме видоа од МЗД Скопје, ме побара, отидов во Скопје, пробав да видам како што ќе биде, не двоев многу од другите, да бидам искрен, екстра талент. Беше интересно, година дена искуство, но меѓутоа потоа повторно на инсистирање на татко ми се врати во ракометот и не зажелив. Кошарката и ден денес играм кошарка, баскет, останува како голема љубов, гледам, пратам се, меѓутоа така продолжи со ракометот и направив една коректна ракометна кариера сега. Исто и ти започнуваш од Овче поле или од некој друг клуб? Да, од Овче поле, од Свети Николе. И како постепено се одвиваше твојата кариера, ама не можеш да? Па, потоа отидов во Македонија, имаше еден клуб, таткото на Филип Миркуловски, Марко Миркуловски, иначе наш фамилиарен пријател, другар од војска на мојот татко, многу добри пријатели. Отидов во Скопје, првата година бев таму во тој клуб и потоа неколку ракометари, бидејќи тој клуб немаше да постои више, неколку ракометари отидовме во Металург, 6 мислам точно беа. После тоа Металург бев 3 сезони, мислам, да после пробав во странство, додека Кире беше во Веспре, ме повлече таму, пробав играв во 2 клуба, Тата Вања и Плер од Будимпешта. Меѓутоа стигна повторно понуда од Металург и се вратив, одиграв уште 2,5 сезони, мислам негде од прилика. Отидов во Пелистер една полусезона, имам исто добро искуство таму во Битола и потоа отидов во Вардар. Првите 2 години со Михајло и со Веселин Вујович тренера, потоа дојде и тој проектот со Самсоненко, со Раул Гонзалес. Таму останав 5 години, 5 сезони точно. И последните 2 сезони ги одиграв една во Романија, во Темишвара, и последната на професионално ниво зборувам во
беше каш во Турција и потоа дојдов тука на полупрофесионално ниво, веќе имав 34-5 години и така одлучивме да дојдеме тука за тој прелаз од професионално во полупрофесионално да направиме тука на инсистирање на мојата жена. Билјана дојдовме овде во Германија. Во кој клуб сметаш дека го достигна твојот врв на кариера? Па, секој случај во Вардар. Во Вардар, кога отидов, многу ми помогна тренерот Веселин Вујовиќ, бидејќи некако имав чувство дека до тогаш бев брат му на Кире, кога поработи веќе со Вујовиќ, тој ме направи Филип Лазаров. И тоа така ми има останато и мислам дека тоа што беше стартот со него, а потоа кога беше тој тим кој што потоа освои 2 шампионски титули, нели? Почнавме со Ненко, со работа за Леспортов, мислам дека тука го одиграв најдобро ракомет во тие неколку сезони. Кога станува збор за условите во клубовите во кои си настапувал, повеќето се македонски, но сепак имаш и во странство, дали можеш една споредба да ми направиш од она што го имаш ти поминато? Каде се подобри условите за работа? Добро, можам да кажам дека во Македонија имавме супер услови и во Металург. Во тоа време кога играв, ја исто беше се дигаше во најгорна линија, почна од доле, меѓутоа сека нова сезона се дигаше и имавме одлични услови, ќе кажам, за тренинг, поготово кога дојде Лино Червар, ги дигна плюс на уште една скали, условите за напредок. А потоа во Вардар, сите играчи што доаѓа, кога игравме Лига на шампиони, коментираа дека тука се најдобрите услови во Европа и така беше стварно. Имавме сала наша, 2 сали, во Јане Сандански имавме теретана доле, хотел, храна, се на едно место. Имавме како еден тренинг центар кој што во тој момент сите коментираа дека еден од најдобрите ракометни центри во Европа. Кога станува збор за твоето искуство во репрезентацијата, многу ми е битно да слушнам од тебе дали се сметаш дека беше твојот квалитет малку успоруван поради фактот што беше твојот брат таму еден, односно лидер на репрезентацијата. Па на почетокот, да, имам поминато се што на почетокот имаше голем притисок, највеќе заради тоа, но се променја неколку селектори, сите селектори рачунаа на мене. Тоа мене на почетокот ми сметаше, бидејќи бев многу млад на 22-3 години кога почнав врстација, потоа се навикнав и немаше тука голем притисок. Меѓутоа секој случај од една страна ти помага тоа што ти е Кире брат, можеш искуство да споделиш, тука ти можеш се да правиш. Од друга страна беше тежината што секојаш бев споредуван со него. Имаше муабети, дека ради него, ние никогаш не игравме заедно клуб, секогаш си бевме посебно. Меѓутоа репрезентација бевме заедно и имаше, да, секакви моменти, бидејќи јас играв во репрезентација од околу повеќе од 10 години. Од 2007-2008 до 2019. Кога станува збор за Кире Лазаров, дали можеш да ме издвоиш што е она што, да речеме, го поседува Кире, за да ја освои Европа, а ти сепак остана во границите на Македонија? Што имал тој повеќе во себе или што вложил повеќе? Па имавме различен пат нега, меѓутоа мислам дека тој покажа поголем карактер, поголема желба за успех, беше решен да успее, кој го сакаше на некој начин ракометот, се гледаше во тој ракомет како една звезда, секој бараше повеќе од себе, едноставно беше роден за да успее и се бореше од почетокот до крајот. Тој има, не знам, можеби 25 години интернационална кариера, значи тоа е, јас бев 2-3 сезони надвор, видов што е надвор да се бориш. Тој беше преку 20 сезони надвор и сегде се снајде и беше меѓу најдобрите и праше разлика на терен, ачи едноставно имаше подобар карактер и цврсто беше решен во тие години да успее да стане тоа што стане. Кои моменти ти останаа осеќавање од репрезентативната кариера? Кој ќе не го издвоиш некој период? Па има многу моменти. Вака севкупно како репрезентација, 2 првенства ќе издвојам, кај што мислам дека игравме најдобро, тоа е првенството 2012 европското во Србија, каде што го стваривме и најголемиот успех, 5-то место.
таму мислам дека игравме еден супер ракмет, првенството ни беше тука, имавме голема подршка од публиката во Ниш, 3 превари, потоа во Белград 4 превари и бевме блиску до полуфинале, меѓутоа немавме среќа. Али во секој случај се изборивме на за тоа пето место кое го посакувавме и уште едно првенство кај што мислам дека исто игравме добар ракомет, каде што се смени малце генерацијата, дојдоа некои помлади дечки, тоа ни беа као на дополнување, имавме добар селектор Ал Гонзалес, тоа е 2018, исто така во Хрватска, каде што имавме една супер прва фаза, 3 превари, 2 победи, 1 нерешен со Германија, несреќно со промашен Зицер за победа и потоа отидовме во втора фаза во Вараждин, каде што Кире ни се повреди на првиот следнат против Шпанија и тоа тргнавме надолу. Пренесовме бодови, веќе ни беа главите за најголем успех во историјата на полуфинале, меѓутоа од повредата на Кире многу значеше за репрезентација и тоа едноставно не можевме да го проболиме. Имаме надпрка што бевме блиску против Чешка, но не успеавме да издржиме до крај без него, изгубивме тесно. Таа победа ќе ни значеше можеби полуфинале и без Кире, меѓутоа, али тие две првенства ги издвојувам како првенства каде што македонската репрезентација играла најдобар ракомет сите заедно. Да, сите се сеќаваме на тие првенства. Како се случи твојот трансфер да дојдеш тука во Германија? Како се случи, ја бев во последната сезона во Бешикташ, во Турција, и таму клубот имаше финансиски проблеми, се знаеше дека нема да може да се продолжи таму. Немав некои, мора да бидам искрен, сериозни понуди за професионално да продолжам да играм ракомет и во меѓувреме баш на првенството кое што бевме во Хрватска, Аце Јоновски беше тука веќе дојде луѓето од клубот и јас онака малце за фрканци реков, ајде јас доаѓам таму, и да, спремен си, да. Мојата жена била на исто, имаше желба да одиме негде во странство, да живееме, да пробаме како фамилија и понудата беше коректна. Полупрофесионално ниво, малце со работа, нешто. Оно и едноставно решивме, ќе идеме, ќе пробаме и еве сме тука веќе 6 години сум веќе тука 6. Значи во оваа лига полупрофесионална секој мора дополнително нешто да работи, бидејќи финансиската конструкција не баш дозволува да се наслони на спортот. Па има различни концепти у лигата, сега поготово оваа трета, така што сме има различни концепти. Али има неколку клубови кои што се фул професионални, има некои кои што имаат по неколку играчи професионалци, другото е полупрофесионалци, има и комплетно младински, како овие што денес игравме. Со млади деца што играат има различни концепти, али у принцип се води како полупрофесионална играчи што играле на професионално ниво, па сега се во одминати години, или како што рековме, потполно млади екипи кои што ги развиваат своите деца за некои си други клубови, кои што се во погорните лиги. А колку години си како играч на Ратинген? Па играв, мислам, 4 години, па бев една година помошник тренер и сега ми е втора како пав тренер. Помошник на Ацо? На Аце, да. На Аце бев помошник. Кои се други македонци тука имаат продефилирано? Па кога дојдов јас со Петар Ангелов, дојдов заедно со Диви, да. Онда не можеше да се снајде, имаше некои недоразбирања и втората сезона, мислам, негде ноември си отиде, се врати назад. Една сезона игравме заедно, втората почна и на почетокот дојде некои недоразбирање и се врати. После тоа се назначен како тренер, главен тренер, и успеваш клубот од 4-та лига да го вратиш во 3-та. Како е искуството да се биде тренер тука во Германија конкретно? Искуството како тренер си иде тренер го кажува тоа дека е многу потешко од како играч. Играч размислуваш само за себе, нели се спремаш. Можеш да имаш лош ден, па други, поготово тимски спорт, па другите одиграле, па сепак е победа или така нешто. Тренер, притисокот е секогаш на тебе, кој ќе се победи, може да се деси да играчите добри ово, на кој ќе се изгуби, сите очи се вперени нели во тренерот. Многу притисок, секој случај без разлика што е дали е професионално ниво, дали е полупрофесионално ниво, кога си внесен во работата, кога сакаш максимум да дадеш, одзима многу време, многу нерви, сега која е победа, се радуваш која е пораз. Значи, тешко поминува тие моменти, меѓутоа, таа е тренерската работа и гледаме напред, идеме понатака да напредуваме
да видиме што може максимум да се извади. Во едно твое интервју имам прочитано дека само Вардар може да те врати назад во Македонија. Дали тоа се уште важи или тоа беше пред одреден период? Па тоа може да беше малку извадено од контекст. Тоа беше момент кога Веселин Вујовиќ, веќе спомнав за него, што колку тој има помогнато во играчката кариера. Кога тој беше назначен за тренер на Вардар, јас му пишав порака, му викам многу ми помогна како играч, сега дај малци помогна ми како тренер, како земи ми, тој рече онда нема проблем. Јас не го сватив толку сериозно. И сега разговарав со директорот, по тоа време со Михајло имавме некој разговор. Меѓутоа не ми беше доволно убедлив, не бев спремен, едноставно во тој период јас да се вратам заедно со фамилијата, бидејќи знаете, тука кој живеете во Германија, со фамилијата, не е едноставно да си испакувате коферите и да се вратите назад, бидејќи веќе сте потрошиле нешто, сте направиле тука, сте потрошиле време, сте створиле некоја позиција, сега еднаш пак да се враќате назад на почеток, едноставно не бев спремен. Го одбив на некој начин тоа, дали сгрешив, дали не знам, меѓутоа тоа беше таа приказна. А доколку пристигне некоја понуда за тренер надвор од Германија, би ја прифатил или сепак си одлучен да останеш тука каде што си? За тренер мора време да помине, значи тренерската работа е пред се искуство. Многу работи. Се уште јас сум 2 години, нема ни цели 2 години кај што сум тренер во полупрофесионално ниво. Воопшто не ни размислувам, сакам да собирам искуство, да напредувам, а што како ќе биде понатака, искрено да кажам, не сум ни размислувал. Ти се допаѓа животот тука во Германија? Па, има и предности и мани. Ево да кажам, се малце се менјаат работи, мислам дека и доле може да е малце подобро, али не знам, како што кажав, има и предности и мани, по-мирен живот, фамилиарен, некако растеш со децата заедно, пошто ако живееш доле, тоа малце потешко иде, на повеќе страни си растргнат и така, некоја сигурност поголема има, не знам, а не скористам се некој збор, што не треба, но задоволни сме, чим сме тука, значи окей. Така е. Сега дојдовме при крајот на нашето интервју. Сакам на крај да упатиш една порака до оние млади кои не гледаат, општо за животот, а особено за оние кои се занимаваат или веќе планираат да се занимаваат во спортот. На што да обрнат внимание според твоето искуство и според твоето гледање? Ништо, спортот е, секој нели мора да псеваш малце талент, меѓутоа работа, истреност, карактер. Македонија е ракометна земја, исто овде кај што сме Германија, исто ракометна земја. Македонија е ракометот спорт број 1. Има сега во последно време многу тимови кои што работат со млади играчи кои што нудат услови, порано немало толку многу, имало 1, 2, 3 максимум, сега има повеќе и ја ги охрабрувам децата, младите да идат во ракомет. Во Македонија поготово, бидејќи ние се гордееме со тоа, кога сите кажуваат дека спортот е број 1 во Македонија, дека репрезентацијата ни има многу успеси донесено и ќе ни носи уште понатака. Треба што повеќе деца за да се одберат потоа најдобрите и само работа и да го сакаат спортот. Мислам дека нема подобро од спортот. Јас моите деца ги учам, они се фул до спорт, едниот ракомет, другиот фудбал, нешто малце помал. Меѓутоа, не знам, ние, нашата фамилија, порано и сега, ова мојава што јас сум ја створил, значи не знаеме да функционираме без спортот. Едноставно за нас спортот е све и живееме со него секојдневно. Филип, сакам да ти изразам една огромна благодарност што навистина наведнаш се сложи за ова наше интервју. Ми представува огромна чест што со тебе денес и го изгледав на преварот и после тоа поразговаравме. Имам еден скромен подарок да ти дадам од мене. Ќе се најде за некој тренинг. Една маичка. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам за подарокот и уште еднаш благодарам на вас што поминавте толку долг пат за да дојдеме да се видиме и да снимиме нешто. Се надевам интересно за публиката. Фала многу. Фала и вас.